Денеска повторно имаше рочиште од судскиот предмет наречен Тенк, кој се однесува на набавката на блиндираното возило. И заедно со денешните сведоци, до сега 12 сведоци беа испитани од страна на судот, кои што пак сведоци беа предложени од обвинителството, од СЕО. Освен двајца, кои што кажаа дека не биле поврзани, ништо не работеле во врска со овој случај, 10 други кои што одговараа на прашања, потврдија дека се што било работено било согласно закон, без никакви притисоци, без никакви влијанија, особено од нас кои што не имаат винето, дека целата процедура била законска и дека со ништо не се отстапило од законот, односно се одвило онака како што пропишува законот. Така што со ова се гледа уште еднаш манипулацијата на СЕО, со која што сакаат да вршат политички прогон врз мене и врз моите соработници, затоа што нивните сведоци, што тие ги предлагаат, практично кажуваат дека се било согласно закон и оние од МВР, кои што учествувале во набавката, и оние од таа компанија која што го продава возилото, и дека се било нормално, се било вообичаено, се било согласно законите, подзаконските акти, и дека не гледаат никаква неправилност или влијание од некого или притисок од некаде и слично. Слушнав сега преднот се за тоа откако заврши рочиштето. Од она што сум информиран, има две нови истраги. Да ви кажам, и не сум изненаден. После моите реакции во средата, не знаев дали за 3 дена, за 7 или за 10 ќе дојде ова што дојде. Еве го дојде за 7, ако добро можам да пресметам. Така што ништо не ми изненади. Првото е поврзано со пописот. И навистина не знам дали наредната истрага ќе биде отворена за работа, например, дека некаде сум ручал и на сред ручење сум морал да станам и да заменам, па сум направил штета на буџетот што сме го платиле целото јадење, а јас еве на средина сум станал, сум отишол да ручам. Шала на страна, сакам да кажам дека во спроведувањето на пописот имаше државна комисија која што си ја туркаше својата работа. Свесто верувам дека тоа го правеше одговорно, професионално. Сите ние другите што сме и во политика, веројатно и пошироко граѓаните, следевме што се случува, бевме загрижени да нема некакви проблеми, но одвуките си ги носеа тие. Ние може само да следиме, да си коментираме меѓу нас и така натаму, но одвуките си ги носеа органите кои што за тоа беа назначени, тие јавно објавија и објаснија зошто дошло до прекин на пописот. Така што и ова го сметам како уште еден чекор на СЕО во правец на обид да ги заскријат, да го дефокусираат вниманието на јавноста од она што се случува во земјата. Знаете, не можат СЕО да одржат толку пресконференции и да отворат толку истраги колку што Заев може да направи глупости. Значи, тој е многу побрз, подинамичен и почесто ги прави глупостите отколку што тие можат да отворат истраги и да одржат пресконференции со цел да ги заскријат неговите глупости што секојдневно ги прави, неговите грешки, сите работи што се случуваат. Тие се трудат, меѓутоа не можат да постигнат. Тоа се случува секој ден и навистина слушам еве дека се вклучуваат и други институции да му помогнат со дефокусирање на јавноста, да му помогнат да се дефокусира јавноста од ова што се случува, тргнувајќи од летото кога го потпиша оној штетен договор со Бугарија, па сега овој договор, овој закон, неуставен закон поврзан со употреба на јазиците, па начинот на кој што влегува во решавањето на името со рушење на сите позиции на државата, на Република Македонија, сите преговарачки позиции и сите други глупости што ги прават на дневна база, колку и да се трудат овие политичко-партиски институции, како што е СЕО и веројатно другите институции кои што ги имаат ставено под контрола, тие не можат да го покријат сето тоа што Заев го прави како глупости на дневна база и заради кое што граѓаните секојдневно се повеќе и повеќе се разочарани од него. Значи, првото беше поврзано со пописот, каде што како што разбрав ќе се води истрага дали јас сум влијаел или не сум влијаел, како да се работи за мали деца. Како да некои мали деца, малолетни го спроведувале пописот, па дали јас нешто сум влијаел или не сум влијаел. Таму имаше сериозни луѓе, имаше сериозна државна комисија која што си ја гледаше својата работа, секојдневно примаше извештаи, од она што се сеќавам доаѓа од терен, барем кај нас, веројатно и кај нив, извештаи кои што укажуваа на многу проблеми.
втората работа за која што дознав дека ќе отвореле истрага да истражуваат е уште по апсурдна, од причина што станува збор за објава на меѓународен тендер кој што имаше исто така комисија составена од луѓе од различни министерства кои што го спроведуваат тендерот, мислам на број 5 и уште 7 наблюдувачи, и тоа од Европската комисија, од Европската инвестициона банка и од ЕБРД, кои што учествуваа во финансирањето на тој проект. Тие 7 наблюдувачи и таа комисија, од она што го дознав, ја донели одлуката, ја испратиле до Брисел, до Европската комисија. Европската комисија не знам колку денови, недели и така натаму го разгледувала сето тоа, проверувала дали направиле правилен избор, дали сгрешиле нешто и слично. На крај го вратила со одобрување дека може да се изврши тој избор што е извршен. И потпишан е договорот од представници на Министерството за финансии на Република Македонија и од представникот, односно амбасадорот на Европската унија во Република Македонија. Значи, тие се потписниците на договорот со компанијата Актор. Потоа, по извесен период, по некаква пријава или гласини, Европската комисија отворила истрага за да провери дали се било во ред. Истрагата траева не знам колку време и според информациите што ги имам, минатата година ревизорското тело на Европската комисија ги известило владините органи дека ја завршиле таа истрага и дека немаат забелешки никакви на постапката. Така што овие стануваат толку апсурдни и смешни овие обиди на СЈО да го дефокусира вниманието на јавноста од крупните случувања за редефинирање на државата што тоа станува и смешно. Ние сме имале за многу работи разговори, веројатно сме имале разговори за пописот, веројатно сме имале загриженост за сето тоа што се случува, но ние не ги носиме одлуките за тоа. Ниту сме се договориле, одлуките си ги носат државните органи, односно државната комисија која што тоа го донела и сум цврсто убеден, сеќавајќи се дека имаше многу проблеми, дека таа државна комисија донела правилна одлука. Од она што го дознав, од медиумите, денеска била одржана некаква пресконференција на која што бил презентиран некаков веб страница во која што се објавуваат трошоците што политичарите ги правеле при патувањата и направиле некаква 6-месечна споредба помеѓу патувањата на Заев и моите патувања. Не знам од кои причини не ги земали и Бранко Црвенковски, Хари Костов и Бучковски и сите останати Георгиевски, сите останати премиери претходно, но еве се фокусирале на некои 2 6-месечни периоди. Сакам да го кажам следното. Политичарите кога патуваат со одредени цели. Јас секогаш кога сум патувал, сум имал одредена цел. Или потреба во смисла да присуствувам некаде каде што сум поканет на некоја важна конференција или одредена цел да постигнам некоја цел. Од она што можам да го забелешам, СДСМ и Заев прво забележувам дека нешто помалку патуваат од колку што патувале, но на што го гледаме дека нема никакви ефекти од нивното патување. Имено во времето кога јас патував и кога одев на службени патувања, освен политичките настани, средби, патувања, имавме и многу економски, на кои што привлекувавме многу инвеститори. И од сето тоа има многу конкретни резултати. Резултат на тие патувања се отворени над 180.000 работни места во Македонија. Резултат на тие патувања се добиени многу работа на домашните фирми и од странските фирми кои што дојдоа. Но не гледам досега во овие безмалку година дена која компанија ја донесе новата влада. И тие патува, и тие некакви промоции одржа, но ништо од тоа нема ефектуирано. Така што моите патувања беа со цел и имаа ефект. Нивните патувања не знам какви цели имаат, најчесто безцелни и немаат никаков ефект. И имаат помалку патување и добро е да имаат помалку патувања, бидејќи дури можеби најдобро да немаат воопшто патувања, бидејќи така најмногу ќе заштедат, а и онака немаат никакви ефекти од тие патувања што ги имаат до сега. Значи, она што исто така важно е дека при патувањата никогаш не сум остапувал повеќе од она што е нормално за било кој човек, не само политичар и премиер, во смисла патувањата, трошоците за патувањата биле за транспорт, за сместување, кој што било вообичаено во хотели во кои што се сместувале сите други премиери,
и за храна, при што најчесто сум скокол по некој обрак, затоа што имам многу набиена агенда во повеќето од моите патувања. Но правејќи паралелата помеѓу мене и Заев, не само што има помалку патување, туку тие патувања не вродија со никаков ефект. Јас им препорачувам да заштедат уште повеќе. Кажале дека заштеделе 8 милиона, дека ако вака се продолжи, за 11 години ќе заштеделе 8 милиона. Јас им препорачувам и да не патуваат, ќе заштедат 16, бидејќи ефекти и вака и така нема да има од едното патување. Ви благодарам.